Груевски да не ја манипулира јавноста дека нема да даде пензии за припадниците на ОНА, туку од ФИОКа да го извади законот за правата на бранителите, бараат од партијата на Љубе Бошковски. Најголема манипулација на Никола Груевски е што постојано изјавува дека нема да носи посебен закон за борците на ОНА, а сепак ќе даде пензии преку постоечките закони. Токму ова е исполнување на уште една точка од договорената динамика од мајскиот договор помеѓу Никола Груевски и Али Ахмети. Несфатливо е како може да се посвети толкаво внимание на борците на ОНА, а во исто време да се игнорираат барањата на бранителите и професионалните војници. Професионалните војници веќе 8 ден протестираат пред владата барајќи решавање на нивниот статус по навршувањето на 38 години. Остануваат на Илинденска се додека надлежните институции не одговорат позитивно на нивните барања. Од Обединети за Македонија апелираат владата да најде решение за оваа категорија граѓани. Голем чадор, сокови, минерална вода, чипсови, соленки. Со овие подароци граѓаните се погрижија професионалните војници кои веќе втора недела протестираат пред владата да бидат и на суво и да не им биде здодевно. Ова овдека што е донесено исто од граѓаните, сите пијалоци, сета подршка што ни ја даваат со потписи, ние сепак на нив им се многу благодарни. Поради дождот и студот, протестот од денеска е организиран поинаку. Остануваме, значи ние остануваме во групи, во мали групи кои секојдневно во сменски ќе си ги вршат своите задачи, кои се слободни, значи тие ќе бидат тука, тие што се ангажирани од утре ќе си почнат пак на работа да си одат. Значи ние остануваме се додека не се најде заедничко решение. Тие понатаму се состав дека нема да ја прифатат понудата од Министерството за одбрана да бидат активни резервисти за 1/3 од платата и бараат потрајно решение. За односот кон нив денеска реагираа и од Обединети за Македонија. Како што владата наоѓа пари за спроведување на правичната застапеност, без воопшто да се исполнети условите за вработување, треба да најде пари да ги исполни барањата на особено значените категории во општество, бранителите и професионалните војници. Од оваа партија укажуваат дека мајскиот договор постигнат пред 2 години меѓу Груевски и Ахмети е речиси целосно реализиран, но бранителите, професионалните војници, раселените и стечајците останаа на маргините. Оттаму ја потсетуваат владата дека на овие лица не им треба милост, туку закони со кои за секогаш ќе се реши нивниот статус.